Почитувани добровечер, емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неја ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што беа поставени од учесниците на трите фокус групи кои што ги реализиравме. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со овластениот инспектор од секторот за инспекцијски надзор при општина Куманово, Бобан Бојковски. Господине Бојковски, добровечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Секој сме тука за вас и за граѓаните. Како мерка за намалување на загаденоста на воздухот во Куманово, од пред 2 дена започна да се спроведува аеросолизацијата во централното градско подрачје. Оваа мерка ја спроведувавте, мислам, и февруари-март годинава и тогаш даде позитивни резултати. Ние како општина Куманово првиот почнавме со една конкретна мерка. Во февруари март, кога што се вршеше испитување, најпрвин сосема транспарентно сакавме да видиме дали ова мерка може да успее и дали може да се применува на нашите простори. Затоа беа ангажирани и стручни лица, значи професорот Давче од Земјоделски факултет и професорот Коста Митрески од Финки. Воедно, значи, вршивме аеросолно отпрашување и мерење со нивни инструменти кои што се баждарени во Америка, како што кажа професорите, значи се беше тоа за да покажеме дали ова мерка може да успее или нема да успее, и бевме тогаш сосема транспарентни, сите презентации ги имавме и пред граѓаните ги презентиравме и дојдовме до еден навистина интересен заклучок дека ова мерка, ние тогаш вршевме 2 пати, некогаш 3 пати само низ градот, колку што ни пружа можности, затоа што атомизерот, односно тракторот, ни беше поземен, односно даден од страна на правен субјект, кој како пријател на град. За таа услуга ние не платевме, туку тоа беше донација и една голема благодарност до сега, дали смеам да ја кажам таа фирма, не знам. Зависи инаку тоа е Агростар Бубе, голема благодарност до нив, а голема благодарност и за луѓето кои што беа директно вклучени. Тоа е Трајан, господинот Трајан и господинот Игор. Вршевме мерења пред половина час пред да помине атомизерот и половина час откако ќе помине атомизерот. И претежно се фокусиравме на оние места каде што имаше најголема сообраќаен метеж. Значи централното градско подрачје, и дојдовме до заклучок дека кога загадувањето е дека да, постои загадување во централно градско подрачје и дека се намалува некаде до 70%. Доколку ние би спроведувале оваа мерка, би ја спроведувале со наши средства, значи и доколку тоа би ишло, да кажеме, цела ноќ, ние го тоа правевме во ноќните часови, водејќи се од причина што нели помалку нашите граѓани тогаш поминуваат, но затоа пак тогаш највеќе се гори, се затоплуваат домовите. Тогаш и загадувањето е поголемо, така да доколку цела ноќ или кога потребно 3, 4, 5 пати, 6 пати тој трактор со атомизер би вртел низ градот, дека резултат ќе биде навистина супер. Исто така паралелно, доколку се врши перење на улици, заедно со оваа метода, дека навистина ќе даде значителни резултати. После ова беше презентирано, нели, и пред присутни беа и од Министерството за животна средина, така да оваа метода професорите ја презентира, ми се чини, и во Бугарија и уште во некои блиски соседни држави. Загадувањето на воздухот е глобален проблем, не е само Куманово опфатено со него, но и колку е веродостојна онаа бројка од PM честички 260 која што деновиве ја покажува, со оглед на фактот дека мерната станица се наоѓа во близина на болницата која што се затоплува на мазут. Вашето испитување покажа дека загадувањето на одредени локации е различно. Да. Пред се зависи од повеќе фактор, нели? Ние исто така вршевме и аеросолно отпрашување и во приградските населби. Исто така и таму покажа значително загадување, значи тоа е од затоплување на домовите. Инаку ние ова мерна станица ја имаме каде ја имаме. Таа мери како мери. И треба да сме на тие резултати да и веруваме, затоа што сепак некој ја контролира таа мерна станица и стои позади тие резултати.
Сега ние пак и не треба да бегаме од проблемот дека постои аерозагадување, него јас сметам дека треба да предлагаме мерки и најпосле не само Куманово и пошироко да се зафатиме со овој проблем. Затоа што навистина аерозагадувањето делува како што имав разговарано со докториве, значи на кардиоваскуларниот систем значителни проблеми доаѓа баш од ова аерозагадување. Можно ли е поставување на дополнителна мерна станица? Мислам дека тоа беше една од препораките на претходните воредни седмици. Така, можно е, но за тоа за жал ние немаме некои средства, доколку тоа издействуваме преку некој донација или некој проект. Да, би било пожелно не само една, него да се мерат на повеќе места. Да, Куманово нема некоја тешка индустрија. Дали сообраќајот и користењето огривни дрва се најзначајните причини за овој проблем? Еден од проблемите е, но сепак треба да сме ние нели реални да кажеме и дека законите кои што се донесува, законот за градење, законот за урбано планирање и така натаму, не беа донесени ни половина на општина Куманово, него мора да се применуваат затоа што беа донесени во тој законодавен дом у парламент. Тие луѓе што ги гласаат тие закони требаше да размислат што гласаат, нели? И како резултат на тоа причина за ова е и тоа урбано планирање. Како сектор за инспекцијски надзор, за наредниот период најавивте интензивни контроли, дежурства во соработка со полицијата и слично. Да, значи ние имаме, мора да кажеме, извонена соработка со Министерството за внатрешни работи СВР Куманово и без нивна помош ние не можеме да бидеме ефикасни во намера во кој очекуваат граѓаните од нас, а од кој очекува и самиот градоначалник од нас, како инспекцијска служба. Нели, затоа што на лице место ние се легитимираме, но треба и граѓаните да се легитимират, односно оние кои што ќе бидат фатени на лице место како правот одреден прекршок. Со полиција тоа оди многу полесно. И ние кажавме дека ќе ги интензивираме и први воведовме дежурство сабота и недела во Република Македонија, исто така први воведовме и дежурство во попладневните часови. Сега слушам дека и град Скопје исто така има воведено тоа. Значи, треба да кажеме дека настојуваме да влегуваме во решавање на проблемот. Значи не бегаме од проблемот, сме нотирале дека да, проблемот постои, но има желба, има волја од страна на градоначалникот што е можно, што е во рамките на нашите можности да се овој проблем решава. Во изминативе 3 месеци мислам дека имате напишано 27 казни. Така, тоа е и релевантно затоа што се менуваат секојдневно. Еве за овие денови, значи имаме стопирано несовесни граѓани 4 месечини. Така имаме запишано уште дополнителни казни на несовесни граѓани што палат во попладнените часови. Кога ние, значи ова мерка на наши дежурства во попладнените часови ќе даде резултат, но малку треба едно да се стрпиме малку, бидејќи кога ќе навикнат граѓаните дека некој ги контролира и во попладнените часови, мислам дека ќе се намали и со ова незаконско дејство. Казните дали најчесто се однесуваат на тоа спалување на отпад? Да. Спалување на отпад, исто така ние да кажеме дека голем проблем е фрлање на градежен шут низ градот, што колку што можеме ние се справуваме со, но додека не ги фатиме на лице место на сторители, на нас ништо не ни значи ако граѓанинот ни прати слика дека има дива депонија таму и таму. И добро сме констатирале и ние ги знаеме тие диви депонии. Но доколку граѓаните би сакале да ни помогнат во идентификување на тие лица сторители, од кои што ние сите, нели, граѓани не сакаме да сме инволвирани во тоа, него тоа сметаме дека треба да го врши и полиција, инспекција и така натаму, ќе ни се случуваат вакви работи како што ни се случуваат. Досега јас би се заблагодарили на граѓаните кои што ни се јавуваат, кои што ни нели укажуваат на одредени проблеми, ние излегуваме на лице место. Пак викам, доколку сторителот е на лице место го фатиме, тука е нулта толеранција, значи се пишува казна и тоа е. Може да ви праќаат граѓаните фотографии со лик на сторителот? Мислам дека и тоа ќе биде. Сега кој за информација на граѓаните рекавте дека може да пријавуваат на телефонскиот број на полицијата. На полиција исто така инспекција @kumanovo.gov.mk исто така може да праќат и своите пријави и барања. Видео материјали. Апсолутно. Колку изнесува казната за овие прекршувања? 200 евра, доколку на порамнување ги платат 100 евра.
Ги споменавте дивите депонии на фокус групите кои што ги организираше нашата телевизија, токму учесниците ги посочија дивите депонии во градот кој што ги има околу 50-тина. Како можеме да се справиме со ова? Дали треба да се работи многу повеќе на совеста на граѓаните, на вие да сте поактивни на теренот и што може да се прави? Видите вака, во непостојање еден систем за управување со отпад, ќе ни се јавуваат секојаш вакви работи. Јас тоа го зборував, ќе ни се јавуваат и неформални собирачи на отпад, ќе ни се најавуваат и диви депонии. Се додека ние не воспоставиме еден систем за управување со отпад, за кој што зборуваме од 2007 година нааму и никако да мрднеме од тој нешто да направиме. Значи, или ќе одлучиме каде што ќе биде таа депонија регионална, па некој ќе се побуни, па граѓаните нема да сакат. Зошто во мојот двор и така натаму. Јас повторно викам дека такви едни регионални санитарни депонии, тоа се всушност значи со сите стандарди и за самата општина ќе има и приливна средства и тоа не е ѓубриште како што моментално сега имаме ние на Краста, значи тоа е една сосема санитарна, регулирана и така натаму и така. Тоа е почеток. После тоа, кога ќе имаме ние тоа, значи можеме да воспоставиме систем од примарна селекција, па секундарна селекција и така натаму и така натаму. Инспекцијска служба може само да го одржува тој систем, но не може да креира мерки, односно ако не постои систем, сега ние сметаме дека инспекторот може да ги реши сите проблеми, а не постои систем. Ако постои систем, секој ќе се најде во тој систем што може, што смее, што не смее, ако го пропушти инспекторот, тоа ќе го фати полиција, ако полиција го пропушти и така натаму. Значи има сет мерки кои што оној што решил да прави некој прекршок ќе најде на разни блокади и ќе се деморализира. Во Куманово од неодамна започна да се врши селекција на отпад. Покажат ли граѓаните интерес за ова и дали ќе треба подолг период за да и ова профункционира? Па покажуваат. Повторно викам, ако постои тој систем на управување со отпад, најпрво ќе се отпочне со превенција. Односно во нашите домови ние ќе почнеме да правиме селекција. Сега ова е чисто за граѓаните да видиме кој како. Инаку овој отпад од пакување е исклучива надлежноста на колективни постапувачи со отпад. Значи тоа не е надлежност на јавно претпријатие Чистото и зеленило, тука да расчистиме. Нашето јавно претпријатие Чистото и зеленило е одговорно исклучиво за управување со комунален отпад. Со отпад од пакување е надлежни се овие што ги кажаме колективни постапувачи со отпад. Затоа ти имаат средства примаат и тие се должни да воспостават систем како ќе го прибират сите овие отпад од пакување од градови и од, да кажеме, секоја фирма, онаа која што увезува пакување, пакува нешто, става на пазар, таа плаќа за тоа на овие колективни постапувачи. Со тие средства, тие мора да ги вратат во системот. Така да, тука мора да разграничиме тие работи сега до каде е таа состојба, тоа е прашање што ги контролира и Министерство за животна средина и просторно планирање. Како ќе можеме да влијаме врз граѓаните? Факт е дека денес кај нас се уште и покрај корпи за отпадоци контејнер сметот се фрла во близина на самите нив, а не каде што му е местото. Казните ли се вистинското решение или што треба да преземеме? Во почетокот да. Казните се како мерка, да. Бидејќи кога ќе отидеме во некоја европска држава, сите знаеме како треба да се однесуваме, а овде не. Да, ама, сите ги имаме тие примери од западните земји. Ама таму ако живееш во колективна зграда, точно се знае кој нема да селектира и веднаш сите граѓани, тоа е голема граѓанска свест, да ќе платат цела зграда еднаш, затоа што еден од нив не селектирал, но затоа тие му дават сите опомена дека нареден пат тој ќе си ја плати целата таа казна и така натаму и така, значи ќе биде нотиран и идентификуван. За жал ние сме приморани на ова мерка казнување и повторно викам, додека не се воспостави тој систем за управување со отпад, ќе ги имаме овие проблеми. Да не се сега надеваме дека тоа може да се реши, ако јавно претпријатие на Чистото и зеленило земе за сега карикирам за недела дена, ги чисти сите диви депонии. Пак ќе се создава. Само ќе им остави место на оние
Ако не ги ние сопреме, да кажеме, овие мотокултиваторчиња. Не ги регистрираме, не ги идентификуваме кои се, каде. Ние не можеме да постигнеме на лице место, ако го фатиме, тој како фрла градежен шут или било што, од друга страна пак немаме ни депонија за градежен шут. Кога видиш тоа се сет мерки за кои зборуваме, значи тоа е еден систем за управување со отпад. Кумановци се уште имаат забелешки за бучавата во градот, колку угостителите ја почитуваат оваа законска обврска и дали до вас пристигнуваат пријави? Сметам дека граѓаните се потполно во право. И јас, иземајќи се сега како од инспекција, и мене ми смета, да кажеме, јас живеам кај Мај Маркет, мене ми сметаат свадби на одредени наши сограѓани кои што по цела ноќ гласна музика и така натаму, со право се тоа. Тука има некои два момента, да кажеме, инспектор за животна средина може да делува на овие правни субјекти. Од друга страна има разграничување, временско разграничување кога е пак јавен ред и мир, кога што е надлежност на полиција. Најповеќе тоа е во свеста на оние што ги држат тие кафеани, односно кафиќи. Јас, секојаш кажувам, имам разговарано, луѓето не доаѓаат ради музика таму или што знам што, него да се видат и така натаму, а самиот тој што е раководител на тој кафиќ или на кафана, газата, самиот тој ја попушта музика, односно ние вршиме мерење онаму каде што има надозволено, значи тоа е прекршено, но сепак ние немаме инструмент како инспекција, него најмуваме, значи, акредитирана лабораторија која што доаѓа моментално и вршиме такви работи. Но навистина тоа е проблем. Ние ми се чини во јуни месец заедно со секторот за превенција од Министерството за внатрешни работи имавме една трибина или советување со сопствениците на кафулиња, односно на кафеани. Им предочивме што може да се случи тие ветија, дека да разбира дека тоа е така и дека ќе се потрудат да воспостават ред. Сметам дека тоа не се случи. Треба да се работи на тоа боле. Треба да се работи, можеби ние повторно со некои подрастични казни треба да интервенираме. Дефинитивно. Ви благодарам за ова гостување, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат. Благодарам и на вас, тука сме ние секој за граѓаните и за вас како сервис на граѓаните. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.